Добар ден, почитувани, следуваат минутите резервирани за магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма, каде денеска ќе зборуваме за здравието на млечните и трајни запчиња кај децата. Што се тоа дентогени инфекции, поврзани ли се со појавата на кариес и травматските оштетувања на забите? За сето ова детално од разговорот со денешната гостинка професор доктор Оливера Саракинова, специјалист по детска и превентивна стоматологија од Универзитетскиот стоматолошки клинички центар во Скопје. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам за поканата. Се повеќе деца имаат расипани заби, се појавува кариес, циркуларен кариес на сите запчиња, тука се и травматските оштетувања, односно повредите на забите. Доколку се присутни овие два проблема, се зголемува ли ризикот од инфекции во устната празнина? Да. Иако морам да кажам дека години наназад, почнувајќи некаде од 2008 година, ние со создавањето на Националната стратегија за превенција на орални заболувања кај деца од 0 до 14 години, се трудевме да го подигнеме нивото на стоматолошка култура со едукација на деца, педагози, родители, примена на превентивни постапки се со цел да се намали бројот на кариозните заби. Ние сепак и денес се соочуваме со високи индекси на кариес, така што тоа е еден проблем кој што долгорочно ќе се решава. Значи не можеме да очекуваме дека за кратко време примената на сите тие превентивни методи ќе донесе до големи, енормни резултати. Но упорни сме и веруваме во нашата идеја дека тоа ќе биде така. А инаку сте потполно во право дека постоењето на кариесот и травматските повреди, што да речеме травматските за среќа не се баш секојдневие, се случуваат, но не се премногу чести, знаат да бидат причина за појава на инфекции, особено ако не се третираат како што треба и ако терапијата која што ќе се спроведе е неправовремена, односно неблаговремена. По прашањето на кариесот, јас морам да го изразам моето разочарување од ставови на се уште ставови на некои луѓе, вклучувајќи тука и дел од некои наши колеги за жал, дека млечните заби не треба да се третираат, дека тие и онака ќе се сменат. Веќе во некои претходни емисии имаме зборувано на оваа тема. Дека сето тоа не е толку важно, дека детето ќе се травматизира и не знам што. Меѓутоа, една вистина треба да сватиме. Значи, тоа е многу погрешен став. Зошто? Заради тоа што млечните заби кај детето почнуваат да се јавуваат во 6-тиот месец, меѓу 6-тиот и 8-тиот месец од животот. Траат во устата некаде до околу 12-тата година, кога би требало да дојде до комплетна смена. Зборувам сега за просечни хронолошки вредности на возраст, кога би требало да се сменат сите млечни со трајни. Тоа е еден голем временски период во кој што детето се наоѓа во фаза на интензивен раст и развој. Треба нормално да се храни, треба нормално да зборува. Значи, забите имаат повеќе функции во секојдневното наше живење. И ако не го чуваме здравието на млечните заби, ние се доведуваме во ризик за појава на компликации од денталниот кариес кој што ќе се појави, кој што резултираат и со дентогени инфекции. Што значи, многу е битно навремено, кога ќе видиме почетни промени, да примениме превентивни мерки, интензивна едукација, а кога ќе забележиме веќе видливи кариозни промени, веднаш, знаете како во детската стоматологија нема нешто што не е ургентно. Се е ургентно. Зошто? Заради тоа што губиме многу време. Еве сега во овој период, додека последниве 2 години, додека трае пандемијата со ковидот, што се случува? Еден период бевме во карантин, беа затворени амбулантите. После почнавме дозирано да работиме. Ротации. Сето тоа е погубно за здравието на млечните заби. Заради тоа што тие се многу попредиспонирани на брз развој на кариозниот процес и на компликации од него ако не се третираат на време. Значи, секој расипано запче треба да се поправи, а при првите знаци на проблем да се преземат превентивни мерки. Било каква промена на бојата, дали ќе биде кредасто бела, дали ќе биде жолтеникава, се зборувам. Значи, тоа се првите знаци за кариес кај децата, промена на бојата на запчето. Во принцип да, особено ако видиме кредаста промена, значи ако видиме боја која што не е транспарентна, туку е мат, некое бело петно, тоа е веќе прва фаза од развој на кариесот. Ние кога студиравме на времето беше тоа е предкариозна состојба. Не е.
Тоа е кариозна состојба, научните истражувања што се работени покажаа дека под белото петно има голем процент на изгубени минерали, кои што практично довеле до таа зона да биде деминерализирана, значи да изгуби големи количини на калциум и на фосфор и тоа да доведе до намалување на транспарентноста и веќе вовед сериозен во развој на еден акутен кариозен процес. И значи секоја промена мора на време да биде диагностицирана, на време да се санира, колку порано толку е подобро за детето. Децата трпат траума кога ќе дојдат со некоја комплицирана дентогена инфекција, некоја лоша состојба комплицирана, кога нас првпат не гледаат во таква една ургентна ситуација, кога ние мораме да интервенираме. Тогаш веќе и стрес, емболка, плюс дополнителна интервенција и доктор во бел мантил. Така е. И уште предходниот период, предходните денови, не спиење, детето не може да јаде, вознемирени се родителите, вознемирено е детето, често пати дентогените инфекции знаат да одат со покачена телесна температура. Значи, една општа состојба која што детето го доведува самото во состојба на стрес, а и ние што мораме да интервенираме во одредени ситуации како што се тие инфекции. А како изгледаат тие дентогени инфекции, професорке? Значи, се забележува некоја видлива промена, гнојче, некоја надзабот и слично? Значи вака, има неколку различни типови на дентогени инфекции кои што ние ги среќаваме во секојдневната пракса. Прво мора да објасниме дека анатомоморфолошките особености на млечните зъби и можноста за брзо ширење на кариозниот процес доведуваат до состојба во која што нервот, односно денталната пулпа, ќе изреагира со воспаление, ќе изреагира со понатаму со некроза, значи ќе почне да изумира ткивото и може да дојде како резултат на нетретираната состојба до инфекција со микроорганизми и процесот да помине преку врвчето на коренот во околната алвеоларна коска, каде што се создава тој гноен ексудат и каде што започнуваат проблемите, да речеме, во создавање прво на почестата состојба абсцес. Тоа е онаа прва и почеста состојба која што ја среќаваме од типот на дентогени инфекции. Јас само кратко би објаснила зошто се случува така брзо ширењето на создавањето на овие комплицирани состојби. Млечните зъби имаат мала дебелина на тврдите зъбни ткива. Дентинот кој што е слој што се наоѓа под емајлот е составен од дентински каналчиња. Кај млечните зъби тие каналчиња се широки. Млечните зъби имаат волуминозна пулпа. Пулпата е голема, значи нервот е поволуминозен. Подлежат на процес на физиолошка ресорбција корените. Што се се фактори што ние мора да ги имаме во предвид кога имаме работа со дете во амбуланта, независно дали се работи за кариес или за комплицирана состојба. Сите овие услови, плюс коската е поспонгиозна, помека, за разлика од коската кај возрастните, која што е многу покомпактна. Ширењето на процесот оди како по автострада. Значи многу брз е клиничкиот тек. Многу е брз клиничкиот тек. Тука е проблемот. Значи ако ние на време диагностицираме присуство на кариозна лезија, која што може да се истретира, што побрзо треба да ја санираме. Заради тоа што нетретирањето или неправилното третирање многу лесно го зголемува ризикот од развој на пулпална инфламација, значи ќе се воспали нервот. Потоа, ако повторно почнуваат даваат аналгетици и секакви помошни средства за да се намали болката, ќе се намали еднаш, два пати, на крај ќе дојде до некроза на пулпата, ќе се инфицира со микроорганизми. Нашата уста е преполна со микроорганизми. Значи, инфекциите доаѓаат од устната флора? Од бактериите што ги имаме во устата? Сега уште еден податок кој што брз сакам да го објаснам по прашање на бактериите. Значи, бактериите во оралниот медиум живеат во еден совршен екосистем. Што значи тоа? Ги има како нормални, корисни, така наречени коменсални бактерии, има условно патогени кои што стануваат патогени, односно опасни и лоши за нас во одредени услови. Кога ќе се создадат услови. И патогени. И сега, они живеат во една симбиоза, во една рамнотежа, во еден баланс кој што ние во медицината го нарекуваме орална хомеостаза. Кога ќе дојде до влијание на некои надворешни фактори, кои што можат да го нарушат тој баланс, тогаш ќе се наруши и присуството, односно процентуалната застапеност на коменсалните, односно корисните бактерии во однос на патогените. И ако имаме влијание
А така, од силни бактерии патогени, ако доволно долго делуваат, ако имунолошкиот систем на детето е се уште недоизграден, што е и нормално во детска возраст, и ете како се случуваат проблемите. Почнува колонизација на патогени микроорганизми, а тие веќе им се создадени услови за да си го прават својот метаболизам во околина во која што нема кислород. И што ќе се случи? Ќе се случи создавање на гасови, нели притисок на нервните завршетоци, болка, и детето веќе е во една комплицирана, да речам, ситуација, односно веќе почнува формирање на сериозна инфекција. Се зборувавме претходно за абсцесот. Јас сакав да објаснам некои фази кои што се случуваат во текот на неговото формирање. Значи, кариозна лезија која што не е третирана. Така. Поминува време, некогаш од воспаление до некроза и недела-две поминува, значи, дури и помалку. Многу брзо да биде. Па зошто? Заради тоа што многу брзо се шират тие анатомоморфолошките особености на млечните зъби го дозволуваат тоа. Тоа се бактериски токсини, бактериски ензими кои што неповолно делуваат, а нашиот организам не само во устата и во зъбите, секаде првата реакција му е инфламација, односно воспаление. И кога ќе се воспали, таа дава знак дека нешто не е во ред. Меѓутоа, како што ви кажав, таблетка против болки, ај ќе одиме утре, ќе одиме задутре, нека помине, можеби ќе помине, тоа си поминува во некроза, некрозата веќе во гангрена, кога ќе се инфицира со микроорганизми, патогени, присутни во устата, и проблемот се отвара. И сега што се случува кај абсцесот? Како ќе се формира таа содржина некротична, како ќе се инфицира со микроорганизми, како по автострада оди по должината на коренот до врвчето на коренот. Веќе влегува во алвеоларната коска, затоа што забот е сместен со коренчето во алвеоларната коска. И ќе се формира гнојна колекција, која што притиска на нервните завршетоци, го подига забот. Едноставно, запчето во устата се наоѓа над гризната површина. И пациентите, односно децата, кажуваат, го чувствувам забот како да ми е поголем, што е и вистина. Он е испливан нагоре, не можат да јадат, не можат да спијат, забот не дава да се допре. Тоа е онаа фаза која што е болна и е прва фаза во формирањето на абсцесот. Веќе во втората фаза продолжува таа гнојна колекција да си бара пат негде да се прошири и почнува да се обидува да ја узорира коската. Коската е покриена со еден нежен омотач, се вика периост. Тој периост е интимно залепен за коскената маса. И како гнојната содржина се обидува да пробие, веќе во втората фаза го пробива тој периост, и тоа е многу болна фаза. Затоа што така интимно залепена структура, за да се одлепи од базата, навистина е болно. Среќа е што трае кратко. И веќе третата фаза, гнојната колекција си наоѓа пат и се шири во меките ткива. И тогаш пациентите ни доаѓаат со оток на образот, или е, да речеме, субмандибуларно, зависно ако е од долната вилица, во долната вилица ќе го видиме, значи под долната вилица, под мандибулата, или горе, ако се работи за запад горна вилица. И веќе ни е јасно дека тука се работи за една дентогена инфекција која што бара ургентен третман. Најчесто се акутни, професорке, овие состојби? Они имаат акутна клиничка слика и може да се јават како акутни, меѓутоа често пати знае да бидат акутна екзацербација, значи реинфекција на постоечки хронични. Зошто некогаш може да се случи инфекцијата да биде, да речеме, да некротизира пулпата, меѓутоа да нема бактериска инвазија, па да не дојде до ваква бурна клиничка слика. Меѓутоа може. И сега што се случува? Ние мораме некако да интервенираме за да можеме да го решиме проблемот. И многу често во стоматолошките амбуланти, за жал, се злоупотребува употребата на антибиотици. Веднаш антибиотик. Не се дава веднаш антибиотик. Значи, треба да се направи индивидуална процена каде ќе го дадеме. Најважната постапка што треба да се направи отварање на комората на нервот, на пулпата. Значи, прво забот треба да се отвори. Точно така. Да се направи декомпресија. Кога ќе го отворите комората на нервот, тогаш сите гасови, тоа се смрдливи гасови кои што се јавуваат како резултат на тој анаеробен метаболизам бактериски, без присуство на кислород, ќе излезат надвор,
ќе се декомпресира ткивото, болката ќе се намали, значи пациентот веќе ќе се смири и ние можеме, кога таа дренажа ќе трае неколку дена, го гледаме секојдневно или секој втор ден, за да ја пратиме ситуацијата да видиме дали ќе оди во прогресија или не. И потоа се прави тераписка постапка, се знае по протокол како се лекуваат овие состојби и си се лекува, си се аплицираат антисептични средства со пролонгирано дејство, за да може запчето млечно да остане до времето на физиолошката смена. Зошто е тоа важно? Прво важно е заради тоа што ние мораме да обезбедиме услови за нормален раст и развој на вилицата. Особено во бочната регија се наоѓаат проприорецепторите кои што они генетски се импостирани и тие си ја прават својата функција, дури заботи да не е присутен, меѓутоа уште подобро функционира ако забите се присутни. Потоа чинот на мастикација, деца во развој. Ако децата, мастикација значи жвакање. Ако децата во развој, ако не примаат соодветно храна, ако не можат да јадат, ќе избегнуваат јадење на едната страна. Се отвара после еден зачаран круг од проблеми. Значи, не можат да се хранат доволно, тогаш ќе почнат да заостануваат. Имам искуство од пациенти, значи дете ти го носи родителот, мислам дека е мало, година и пол-две, детето има 4 години, заостанува во растот заради проблеми од овој тип. Што не може да се храни како што треба. Што не може да се храни, што е тажно, нерасположено, затоа што тоа носи болка. Секоја таква состојба е врзана со болка. И тука се состои нашата ургентноста во нашето работење практично. И се тоа беше во однос на кратко во однос на абсцесот. Меѓутоа има само уште едно прашање во однос на абсцесот, професорке, доколку во кој случај ќе дадете антибиотик, кому препорачувате и понекогаш кога децата ќе отечат во образот, им се јавува и црвенило. Така е. Зошто тоа се случува? Затоа што кога има воспаление, доаѓа до хиперемија на целата слузница, значи целото ткиво реагира со воспаление. А главните симптоми на воспалението се оток, црвенило, тоа има еден, да речам, калор, долор, рубор и тумор, значи тоа се дели оток, црвенило, промена на бојата, значи сето тоа оди во склоп на инфламацијата, односно на воспалението. Затоа кожата е црвена. Кога проценувате дека е потребна антибиотска терапија? Значи, за секој дете треба да се земе опсежна анамнеза. Ако видиме дека детето е во добра општа состојба и дека имунитетот му е јак, ние тоа можеме да го оцениме глобално, нели, кога ќе го видиме детето дека е напредно, здраво, фино, тогаш воопшто не ординираме антибиотик. Зошто? Зошто најчесто само трепанацијата, само отварањето на завод е сосема доволно за 24 часа да видите друга слика. Ние затоа и ги викаме често на контроли за да видиме како се одвива процесот. А ако видиме дека се работи за некое истоштено дете, можеби со некое хронично заболување, дете кое што едноставно се гледа дека има слаб имун систем, тогаш вклучуваме. Меѓутоа секогаш опрезно и секогаш со став дека за секој пациент треба индивидуално да се пристапи. Значи не можеме, ние имаме протоколи за лекување, меѓутоа тоа е в суштината на работата на лекарот правилно да процени каде треба да се даде. Еве ситуација, например, ако имаме напредната абсцес во горната вилица, пак зборуваме за млечни зъби. Процесот се проширил, го зафатил долниот очен капак. Кога ќе забележиме, тоа е состојба што се вика целулитис. Тоа е аларм за нас, антибиотик мора да се даде. Зошто? Затоа што тоа е глава. Од тука може инфекцијата да преиде во мозочното ткиво преку кавернозниот синус и да направи проблем. Што значи, не секогаш велиме не треба, меѓутоа опрезно, затоа што не секаде треба. Така. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со останатите проблеми поврзани со дентогените инфекции. Почитувани, останете на Телма. За дентогените инфекции во детска возраст денеска зборуваме со професор доктор Оливера Саракинова, специјалист по детска и превентивна стоматологија од Универзитетскиот стоматолошки клинички центар во Скопје. Професорке, од овој момент емисијата ќе биде контактна да им дадеме можност и на гледачите да се вклучат со нивни прашања во денешната емисија. Пред малку објаснивте дека отоците, абсцесот е една од формите на дентогените инфекции, но има и други. Да. Во овој момент само кратко ќе објаснам за една поопасна форма од абсцесот. Абсцесот го наоѓаме малтене секој ден.
Па сега поготово, кажав, после овој период кога многу не работевме со пациенти. Кога не беа редовни стоматолошките интервенции, и работевме прегледи. само со ургентни случаи и имавме абсцеси и такви комплицирани состојби. Меѓутоа, уште покомплицирана и поопасна е флегмоната. Јас свесно сакам да проговорам за неа кратко. Значи, она е исто така еден тежок облик на дентогена инфекција и исто така оди со оток, меѓутоа со црвенило, затегната кожа, меѓутоа разликата што е абсцесот е помека е структурата на наотокот. Кога ќе пипнете флегмона, отокот е тврд како даска. Значи, тука не помага амбулантен третман. Ние, да, веднаш со максилофацијална хирургија ја воспоставуваме соработката, забот треба да се екстрахира, ама мора да се смири ситуацијата, хоспитално се лекува. Тоа сакам да кажам. Децата ги задржувате во болница? Да. Значи, кога се лекува флегмона, децата не се лекуваат дома. Тоа е онаа разлика, значи кога родителите, затоа го кажувам, за да можат кога ќе напипаат, они сега не може да направат кој знае каква дистинкција нели меѓу тоа дали е абсцес или флегмона, но добро е, а се забележи таква промена да се посетат нашите ординации. Друг еден многу чест, практично секојдневен проблем е присуството на парулисот, тоа е гингивален абсцес, кога ќе ви кажат има детето гнојна кесичка. Е таа гнојна кесичка е тој парулис, тој гингивален абсцес, кој што практично представува излезен дел на еден фистулозен канал, кој што почнува од врвот на коренот на забот, и самата инфекција си пробива пат низ коската, ама хронично пополека, ако не е силна бактериската флора, ако долго делува како хроничен фактор, ама не прави голем проблем и полека се формира тој фистулозен канал и излегува надвор со желба нели самата да се евакуира, да се испразни и се случува таа форма која што ја гледаме во клиничкиот преглед. Тоа се работи кои што се наше секојдневие, значи си ги лекуваме, многу често имаме добри резултати, имаме неколку методи кои што ни се на располагање во овој процесот на терапијата, така што не е за забринување, но треба да загрижување, но треба да се истретираат, затоа што имаме такви ситуации кај деца на 3 годишна возраст. А ако се работи за бочните, за катничењата, тие се менуваат 9-та, 10-та година, некогаш дури 11-та година. Значи, ние имаме задача да ги лекуваме и да се потрудиме да ги задржиме до времето на смената. Зошто практично успехот на еден детски стоматолог, кога третира кариозни лезии, е тоа и да ги излекува и да ги задржи забите макар до 1 година пред смената, кога нема да има проблем со просторот. Отивилицата континуирано си расте. Меѓутоа има ситуации кога забот мора да се извади. И ако е тоа така, а времето до смена е уште долго, значи треба уште 4-5 години да остане забот, тогаш во соработка со клиника за ортодонција, зашто јас велам ние едни без други не можеме, правиме држачи за простор, држа за простор кој што фиксно се аплицира во устата, го чува просторот, се контролира и на тој начин и инфектот е тргнат, значи проблемот е тргнат, а од друга страна не се компрометира растот и развојот на се зачувува местото за да избие трајниот. Зошто ако се случи да не се постави држач за простор, тогаш со цел забите да го пополнат празниот простор што ќе се створи после вадењето на запчето, ќе инклинираат, ќе се обидат да го затворат просторот. Па новото запче што треба да никне нема да има место и ќе почне ектопично да никнува негде кај што нему е место. Так. Значи или во задниот низ, или залепен до другите заби. Од пракса го кажувам ова, значи има такви случаи кога се случува предвремено отстранување на млечните заби. Меѓутоа кажувам, ако е тоа потребно пред време, треба да се направи превентивна постапка за чување на просторот. Имаме гледач кој што очекува вклучување, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Немам зборови, она ми е школска дзугарка и би сакала само да кажам пофално. Така, значи Одличен човек, одлична другарка, добра докторка и се надевам дека некој ден ќе се видиме. Така, пред се врвен професионалец, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Професор, ке споминавте дека најчесто децата кога ќе се соочат со дентогена инфекција имаат болка. Колку често е таа локализирана? Само на едно место, може ли да ја чувствуваат на
рефлексно и на некои другите делови на вилицата? Знаат ли тие да посочат што точно ги боли кога ќе ви дојдат со оток, да речеме? Да, често знаат, сега кога е некој детенце многу малечко, не може, меѓутоа главно веќе после третата година умеат со прстето да покажат, ама и ние клинички само што ќе отвори устата со оглед на локалната реакција на ткивото, црвени локулу, гингивата, перкуторно, значи на чукање, забот реагира, некогаш и се клати. Во време кога не треба да се клати, така да ние за диагностиката немаме никаков проблем што се однесува до тоа. Инаку болката може да се шири и да ирадира. Ако се работи за запад долната вилица, ирадира према уво. Ако се работи за горна вилица, ирадира према слепоочница. Значи може да има ирадирање на болката, тоа е точно. Меѓутоа едно искусно око, пак ќе кажам, многу едноставно, брзо може да дојде до правата дијагноза. Може децата да качат температура? Може. Значи, дентогените инфекции често пати знаат да бидат пратени не само со локални симптоми за кои што зборувавме досега, туку и со општи симптоми. Во смисла на покачена телесна температура, главоболка, замор, слабост, значи малаксаност. Тоа се знаци кои што го детерминираат таа општа симптоматологија, а од локалните веќе кажавме што ги посочивте. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да постават прашања, ќе ги слушнеме двете прашања едно по друго, потоа вие ќе дадете одговор. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден. На телефон мајка на едно од докторката. Премногу пофални зборови за доктор Оле. Се надевам дека некогаш ќе ја видиме повторно. Сега моментално е во на домашна адреса. Би сакала еден ден да се видиме. И само пофални зборови за докторката. Пријатен ден. Така, ви благодарам што се вклучивте. На вистина преубаво е кога родителите чувствуваат ваква благодарност кон вас, професорке. Ајде да слушнеме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овдека баба на бебенце што има година и пол. Така? Бебето се јави, се роди со 5 заби. После му паднаа забите и сега само 2 заба и тоа четворките пораснаа. Година и пол има детето, дали има шанси да му пораснат и другите и каков е третманот, дали тие првите беа млечни, значи родено со озад. Така. Добро, имате некој подпрашање, професорке? Не. Јасно ми е, значи тоа се така наречени предмлечни заби. 5 се дури многу сум имала со 2 предмлечни како случај за решавање. Меѓутоа, штом паднале сами, тоа значи дека можно е да се резултат на една голема активност на забната гридичка која што ги создава забите и би требало по некоја логика, значи јас тоа не можам да знам без да се направи рентгенолошка контрола, ама тој уште малечко, дали има зачетоци на вистина млечни заби што треба да се појават. Година и пол, тоа е 18 месеци. Вообичаено тие заби, кои што кажува господјата дека ги имало детето, се секачи централни и латерални. Значи, не можам да бидам сигурна дека ќе има додатно. Ме теши тоа што сами испаднале, значи немале корен, биле некои како рудиментирани форми на заби. Четворките никнале, ајде да се стрпиме. Значи, јас на драга волја би сакала да ги видам, може слободно да ме побараат во стоматолошкиот клинички центар Свети Пантелеймон, за да видиме каква е состојбата, да поразговараме малку повеќе анамнестички, па да видиме што може да очекуваме. Така. Оние деца кои што имале ваков проблем, дали постои кај нив зголемен ризик да се повторат инфекциите? Да. На истото место? Да. Ние се трудиме, значи, со тераписки постапки да ги смириме и да ги задржиме забите, нели да се испломбираат и да ги задржиме во устата. Проблемот во што се состои? Методите за лекување на воспаленија и некротични промени, како и на дентогените инфекции, особено кај бочните заби, па и кај придните додека не е почнат процесот на физиолошка ресорбција, се
не се не подразбираат отстранување на пулпата комплетно. Значи, за да немаме ние материјал кој што би можел да делува како повторен иницијативен фактор за да се створи дентогената инфекција, нормално е, ако оставаме дел од пулпата, тогаш таа секогаш се трудиме ние со нашите средства кои што ги аплицираме, нели, да ја мумифицираме, да ја сушиме, да ја конзервираме, за да не биде повторно причина за реинфекција. Меѓутоа, бидејќи е компромисна таа метода, во состојби на пад на имунитетот, прво што ќе изреагираат тие кои што ендодонски се лекувани, значи каде што е правена терапија на нервот, меѓутоа според протоколите кои што се користат за лечење на млечни заби. Така да може, да. Кажете ми, што се советувате да се преземе како превентивна мерка за да не дојде до овие инфекции? Освен што споминавте при појава на кариес, дека веднаш треба да се поправи забот. Да, тоа е ако додека кога ќе се појави кариес, меѓутоа ние секогаш велиме чистите заби се здрави заби. Значи, прво забите треба да бидат чисти, треба да се приминува квалитетна орална хигиена. Значи, млечните заби треба редовно да се четкаат, да се мијат со паста и со четка. Да. Во почеток, додека детето се навикнува, може и без паста, значи само со четкичка. Меѓутоа, битно е да се детето да се навикне, чисто родителите немаат доволно трпение. Многу пати ќе ми речат, ама плаче, не сака. Абе, нема не сака. Денеска не сака, утре не сака, задутре ќе сака. Значи, треба да бидеме упорни во нашата намера, детето да го навикнеме да четка заби. Природно е, нормално, јас имам 2 внучиња. Значи, сум била сведок на тоа. Не сака ни да му ја доближиш четката. Меѓутоа, полека, постепено, со трпение, детето навикнува, научува и четкањето на забите треба да биде секојдневен ритуал, сосема нормален како што и исхраната. Значи, правилната орална хигиена. Многу често гледам, например, четкање со неправилна техника, четкаат хоризонтално, и што се случува? Ајде млечните заби и поминува зашто тие се мали, па влегуваат цели во главичката на четката. Ама кај деца кај што има трајни заби, поуште во фаза кога се тие млади, се уште не завршени со развојните процеси, таква една хоризонтална техника не доведува до добри резултати. Зашто главниот дел кој што комуницира со гингивата, оној дел кој што практично ако се остава таму денталниот плак, он ќе се зрее, ќе ја иритира гингивата, ќе се воспали, ќе почне да крвари. И децата после, плашејќи со тоа дека им тече крв додека четкаат заби, уште повеќе избегнуваат да четкаат и се вртат во еден затворен круг. И тоа е она што мора, значи затоа ги едуцираме неуморно ние децата за да одржуваат правилна орална хигиена. Многу малку има што четкаат заби и од внатре. Многу луѓе не знаат дека треба забито и од надвор и од внатре, тоа што се гледа и тоа што не се гледа. А до која возраст родителите треба да им ги четкаат забите на децата? Знаете како, тоа е индивидуално. Бидејќи некош бараат четка и на 3 години, на 4. Да. Ама малечки се уште и треба под контрола на родител да биде. Не мора родителот да му четка, ама да гледа што прави, па на крај да му помогне во тоа, нели? Така една, да речам, последното да биде со тато или со мама. Како да ви кажам, не прво оделение, второ, зависи од самото дете. Јас секогаш сум била поборник на тоа да што подолго родителот биде контролор на тоа што го прави детето, зашто кога ќе се создаде навиката за квалитетна орална хигиена, тогаш проблеми нема. Вториот проблем е исхраната. Многу благо, но и премногу. Не е многу, премногу. Бебиња, мали деца кои што навечер со цуцла пијат сокови. Тоа е страшен проблем. Значи, тоа е таков лесен вовед во циркуларен кариес и во проблеми, секојдневно сум сведок на тоа. Тоа е шиша со сок. И кога ќе дојдат дури некогаш и во ординација, одма прашувам, што има во шишето? Вода. Знаат дека јас многу заљутам. Значи, мора јаглените хидрати да се сведат на минимум, редуцирано да се внесуваат. Еднаш во денот е 2 пати доволно со голем размак. Сме зборували и друг пат и пак ќе потенцирам. Шеќерите, фреквентниот внес на шеќерите е најголемиот проблем. А кај мали деца и држењето на храна во устата. Значи, докажано е со научни истражувања дека храната, дури да е некариогена, кога долго стои во устата, станува силно кариогена. И тука е проблемот. Значи, мора се джвака, мора убаво да се иситни храната, да се голтне, така да се храната, не да ја чуваат храната долго. Имав едно пациентче, малечко беше тогаш, сега како млечните заби скоро да ги немаше.
Зошто? Јас го памтам Боријан, значи имаше 2 години, 3 тогаш, колку имаше, не знам. Боријан заспива со залчето леп во уста. Значи, тоа не смее да се дозволи. Не смее. Не Значи, смееме да одиме внимава по линија на помал отпор. Апсолутно не. Па ние сме тие што треба да си ги воспитаме децата. Ако им го сакаме доброто, подобро е некогаш нешто и да забраниме, отколку да пуштиме се што сакаат да прават, па после да се соочуваме со последици кои што се непријатни и за детето и за родителите. Ви ве прашала и за флуоридите. Да. Поддржувате да се земаат или не? Да. Тука се поделени ставовите понекогаш и ке стручните лица. Се ќе ви кажам вака. Секој за проблемот со флуоридите може да зборува од аспект на околината во која што живее на поднебието. Се повеќе последниве години во западните земји, значи има став дека се форсира повеќе екзогената примена, значи премачкување на забите со флуоридни препарати, што апсолутно е во ред. Значи тука нема дилема. Тоа е заливање што се нарекува? Не е тоа, премачкување со лакови, со гелови. Заливањето е друга постапка, исто така. Исто флуориди содржи? Превентивна содржи. Така? Да. И дури сега има материјали кои што содржат поголема, количина на флуориди, така што се однесуваат како батерии на полнење. Се празнат флуоридите, ама ја штитат целата околина. И забот што е залеан и околината. И како ќе се испразни депото, првиот внесот надвор, со преку паста за заби или некој препарат што содржи флуорид, го прибираат флуоридот и повторно го реемитуваат. Така да залевањето е многу корисно. Меѓутоа ме прашавте за флуоридите и нивната примена, значи екзогената секако, да, сум за тоа. Тоа се вика топикална примена заради тоа што се аплицира флуоридот директно на забот. И тоа е во ред. Зошто ние баравме и ендогена примена? Орално. Орално, преку таблети до 12-та година. После 12-та година веќе нема резон. Затоа што забите се сменети, нема веќе процес во кој што може флуоридот да се вгради во денталната структура и затоа нема потреба повеќе. После 12-та година, до крај на живот, додека човекот ги има своите заби, може да се прави топикална примена на флуориди без никаков проблем. Зошто ние форсиравме и ендогена примена? Зашто кај нас нивото на кариес беше многу високо. Заради тоа што ние имавме проблем, што викаше професор Царчев и во право беше нашиот прв национален координатор за превентива, вика ние мораме да пукаме со сите оружја сега. Заради тоа што имаме горлив проблем кој што со години тлее и ние сакаме, нели, тој проблем да го надминеме. Свесни дека тоа долго ќе трае, меѓутоа моравме да пробаме така, инаку апсолутно сум за екзогената примена, зошто да не? Значи таа екзогената спречува кариес, така? Па спречува, ама таа не е семокина. Таа не е панацеа, таа е останато што пред малку го напоминавте изостанува тогаш. Така е. Значи он ќе го зголеми тука. Така е, ќе го зголеми отпорноста на забот. Меѓутоа не може да го спречи развојот на кариес воколку детето неконтролирано внесува шеќери, ако не ја одржува хигиената како што треба, тука може само да се одложи почетокот на проблемот. Но проблемот ќе се јави. Ете така. Двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија. Ајде да ги слушнеме прашањата. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Ало. Да, ве слушаме во програма, сте повелете. Се работи за внук ми. Така? Он има 14 сега 14 години. Добро. Катниците му се скроз уништени, значи нема само корењата му се останати. Он јаде со предни заби као зајак. Тоа е грозно. Така. Машко е. И се ве интересира, предпоставам, што може да се преземе во овој случај на 14 години за да се реши проблемот? Многу јасно, зашто кога го гледам мене, срце ме боли, он не може да јаде како што треба. Така. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Доктор Кеве, една баба која што е оправдано насекирана за состојбата. Очигледно, тоа е случај кој што е, да не звучам грубо, запуштен, меѓутоа веројатно детето не сакало да прифати да соработува за стоматолошки интервенции, за да дојде до тоа да нема коронка, да се останати само корени. Сега не знам дали се само првите мулари, дали се и вторите така уништени, не знам. Пациентот треба да дојде да го видиме. Проблемот што го кажува господјата дека јаде со предните заби додатно го оптари
го зголемува проблемот, заради тоа што тие зъби што се преоптоварени, а на нив не име улогата да ја џвакаат храната, туку тие се секачи, треба само да ја сечат, што значи дека ќе дојде до преоптоварување и веќе е вовед во пародонтопатија, која што сигурно ќе ја има. И затоа треба да се дојде на клиника, да видиме, ова не е само работа на конзервативец стоматолог како што сум јас, туку и на протетичар. Затоа што постои и педопротетика, значи протетика во која што може да се направи надоместување на зъбите, да се разговара со колегите, да видиме што ќе биде најдобро решение. Сега барем стоматологијата нуди многу решенија. 14 години сепак е една добра возраст. Да не кажувам јас нешто што не е во мој домен, значи се би направила во консултација со колегите од протетика, хирургија секако да се исчисти сето тоа што е останато како остаток од претходно постоечките зъби, корените да се извадат, да се види во предната регија, во фронтот, дали треба, сигурно треба да се третираат и тие зъби, така што треба малку поопсежна тераписка постапка да се примени кај вакво Голем е дете. проблемот кога пациентите имаат страф од стоматолог, луѓето воопшто имаат страф од стоматолог и поради тоа веројатно и доаѓа до волку сериозни проблеми. Јас долги години се занимавам со тој страф кај децата. Благодарение на професор Нада Попјорданова од МАНУ сме сработиле многу трудови поврзани со тоа. Можам да кажам дека сите ние сме свесни дека стоматолошките интервенции не се воопшто пријатни. Не се пријатни вибрациите, не се пријатни звуците. Знае да боли. Сега веќе излегуваат средства кои што прават хемиско разградување на кариесот. Јас веќе работам кај потешки деца и со такви средства. Меѓутоа, проблемот е во тоа што кај возрастните можат да се само контролираат, не реагираат инстинктивно и можат да се совладаат. Детето реагира инстинктивно. Никој не сака да го боли. Так? Нас тоа ни е јасно. Меѓутоа треба еден добар пристап кон децата за да може да ја прифатат интервенцијата постепено, полека, стравот може да се надмине. Ама, еве, гледате какви лоши последици носи за едно такво младо дете, што сега што зборувавме, 14 години да биде во една таква состојба е жалосна. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Еве уште една можност за гледачот. Добар ден. Мислам дека се исклучил или пак има некаков проблем. Не знам дали ќе има време повторно да се јави. Професорке, веројатно кога ќе ви дојде дете со инфекција и ако не сака да отвори уста, на стоматолошкиот стол е исклучително голем предизвик за вас. Да. Како ги решавате тие проблеми кога мора да интервенирате, а детето не сака да соработува? Да. Тогаш бараме согласност од родителите, која писмена согласност која што ја подпишуваат за медицинска асистенција. Тоа значи дека сестрата која што е со нас поставува на прстот метален прстен, кој што се поставува меѓу зъбите, за да може детето да не се повреди, устата да не може да се затвори, а ние да го направиме тоа што мора да го направиме. Затоа што ние подлежиме на кривичен закон. Не да може да се случи нешто, а не е интервенирано од наша страна, ќе биде лошо. Така што ние бараме, значи, согласност за медицинска асистенција кога родителот ќе се согласи, а како нема да се согласи кога гледа дека има проблем кој што мора да се реши. И обично ги решаваме работите. Ништо кај нас не останало нерешено. Вие имате посебен пристап, знаете, умеете со деца, што е многу важно. Од тие чувствува дека јас многу ги сакам. Дури кога карам, а често карам, никој не ми се лути, зашто јас однапред кажувам те карам зашто те сакам. Зашто сакам да бидеш здраво дете, да можеш нормално да растеш, да се храниш нормално, да растеш нормално. Кога децата ќе осетат таа емпатија, некако не знам си се опуштаат после. Само треба време, трпение и упорност од страна на стоматологот. Така, ви благодарам за вашето денешно гостување што ни појаснивте зошто стоматолозите всушност имаат посебен поглед кон дентогените инфекции, се работи за ургентна состојба, но може да се спречи доколку навремено интервенираат родителите ако забележат расипан зап во устата на децата. Секако. Значи јас пак да го нагласим уште еднаш што имаме, зашто ние велиме детскиот стоматолог има специфичен поглед кон децата. Затоа што се тоа организми во раст и во развој. Значи, нешто што не смееме да го пренебрегнеме како факт,
во диагностиката и во терапијата. Значи, многу е битно да знаеме кои заби кога се појавуваат, кога се ресорбира, кога треба да се смени, колку години има детето, што смееме да толерираме, што не смееме. Ме разбирате? Значи, спецификата е во тоа, или ако се трајни заби, млади трајни особено, ќе се појават во устата уште 3 години трае развојниот процес. Ние имаме точно определени насоки како смееме да работиме со такви заби. Што значи, навистина е специфично. Колегите кои што работат со возрастни пациенти, каде што нема таков тип на развојни процеси, им е поедноставно, затоа што не се оптеретени со работите што нас не интересираат. И затоа детските стоматолози навистина имаат специфична работа и јас симнувам капа на секој детски стоматолог што успешно работи со деца. Симнувам капа и јас, бидејќи сум присуствувала таму, сум видела што значи да се работи со деца. И уште едно прашање имам како последно, бидејќи се почесто рано излегуваат шеските кај децата. Ми се чини дека дури порано во споредба со претходните генерации, а ти остануваат до крајот на животот во устата. Што да се направи за тие да се заштитат? Прво и основно, сите млечни заби мора да бидат во одлична кондиција, за да немаме услови за ширење, така, да немаме ризик за да од млечните заби да преиде инфекцијата на трајното забче. Новите заби кога никнуваат, тие секогаш се уште во оној развоен период, значи уште 3 години трае развојот, меѓутоа коронката и емајлот на забите е минерализирана, ама се уште не е созрян, тоа е фаза на постеруптивна матурација, во која што се доинкорпорираат минерали во структурата на емајлот. И во тој период ние можеме двостранно да гледаме и добро и лошо. Лошо е затоа што е приемчив за патогени агенци, односно за контактен кариес од забите кои што се од млечната дентиција, а позитивно е што ако делуваме со флуориди од надвор, он ќе ги инкорпорира во својата структура и ќе ја појача својата цврстина. Така. Уште кога да се направи превентивно заливање и да се контролира, тогаш нема да има проблеми. Кога ние не создаваме услови за ризик за кариес. Така ќе ги спасиме. Мојот внук има 4,5 години, уште нема 5, веќе има 2 шески. И веќе сме ги залеале. Значи сте ги залеале, тоа е многу важно да бидат залеани. Бидејќи родителите имаат поделени ставови за тоа, кога ќе појдеме на детски стоматолог, го прашуваат родителот дали се согласувате да ги залееме шестките. Па гледате, тоа е од правен аспект повеќе ми се чини дали се согласувате. Бидејќи има некои што одбиваат. Има затоа што некој сака кај својот стоматолог да си го однесе детето, ме разбирате, не дека си имаат против самиот чин на заливање, меѓутоа главно треба да се направи процена дали гризната површина има богат релјеф, значи таму каде што има повеќе ретенциони ложи места каде што може да заостане плак, што тешко ќе го исчисти четката, тие заби мора да се залеат. На тој начин ќе се заравни површината, ќе се исполнат тие простори, оти претходно мора механички да се исчетка меката наслага, независно што дошло детето, да речеме, со исчеткани заби, па потоа да се направи залевањето. Има ситуации, барем науката така покажа, па и праксата, ендогената примена на флуориди кај бремената мајка доведува до појава на заби кои што имаат позаравнета оклузална гризна површина. И таму нема зашто да се става залевач. Так. Ние во стратегијата имавме зацртано дека без оглед на тоа дали има равна или неравна површина, сите први молари мора да се залеат. Тоа беше во првата верзија. Па потоа и вторите молари. Па сега во последната верзија и млечните. Сега веќе има нова постава во националната стратегија. Доаѓаат свежа крв, млади, многу поентузијастични. Се надевам дека ќе имаме уште подобри резултати. И колку често треба да се заливаат забите? Залевањето се прави, нема лимит во тоа. Значи нема лимит ни возраст, ни колку пати да се залеат. Во колку залевачот си останат на своето место, нема потреба да се прават резаливања. Меѓутоа може да се случи да отпадне дел, зашто гласиономерните материјали со кои што се заливаат забите не се многу отпорни на жвакопритисок. Новиве генерации се појаки и подобри, меѓутоа знае да се случи, ама треба добро да се замеша по сите правила и прописи. Значи многу е битна не само работата на лекарот, него и сестрата која што го подготвува. Ако го замеша ретко, тоа лесно ќе се скрши.
што нема да може да има отпор кон силите за жвакање. А ако е секако што треба, по сите правила и прописи, што би лекле ние леги артис, тогаш нема да отпаѓаат. И кога советувате да се направи првата контролна стоматолошка, не интервенција, туку првиот контролен стоматолошки преглед кај детето? Во принцип, Да, кај мало дете. до крајот на првата година треба да се видиме. Значи толку рано? Да, зошто? Не затоа што ние нешто на детето ќе му направиме, туку тогаш е време, право време да се посоветува родителот како да се однесува во однос на исхрана, во однос на хигиена и да едноставно да почне да не прифаќа нас како личности кои што не му прават нешто лошо. Не мора да не врзува секогаш со болка, нели, нашите машини и така. Него едноставно ќе си се навикне на амбиентот, на нас, па многу полесно после се што треба да се прави понатаму, а ако доаѓаат редовно на контроли, ќе бидат само контроли, нема да дозволиме да дојде до развој на кариес, со правилна едукација, мислам дека тоа апсолутно има оправдување тој став дека до крајот на првата година треба да се видиме пак пат. Ви благодарам уште една за вашето гостување во Ви Онлайн благодарам Плюс. и јас за поканата. Почитувани професор доктор Оливера Саракинова, детски стоматолог, беше нашата денешна гостинка која што даде на вистина многу совети, препораки во однос на денталното здравје, на здравјето на забите на вашите деца, но и на каков начин се третираат инфекциите кои што се јавуваат како последица на непоправените расипани заби, но и траумите, повредите на истите. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме секој понеделник во магазинот за родителство 0N+, кога заедно учиме за детското здравје. До гледање.